една сериозна преокупација на сите вас пратениците за кои што сме дискутирале. Вие го слушате директно и гласот на граѓаните, но тој допира и до нас во извршната власт. Работиме на законски решенија кои што верувам дека ќе успееме до утре да ги заокружиме, за да може да ги објавиме. Сабота владата се надам дека ќе ги прифати. Однапред замолувам со самите решенија и до парламентот со будно око да ги усвои законските решенија. Се работи за законски решенија за бришење на каматите на граѓаните по долговите и други трошоци кои што ги имат кај сите јавни институции, јавни предпријатија, државни установи, државни институции, државни органи и слично. Се работи за трошоци, односно кои што обврски граѓаните ги имат за вода, за смет, за канализација, за пазари, за гробишта, за гробно место, за, јавна чистоќа, за стамбени прашања, надомест за вода за наводнување по полето, некој пат за социјални обврски, па им стигат и камати, сакат да си ги платат, не може заради каматите да ги платат. Некој пат за здравствени услуги, лежеле во болници, има 1200 денари, ама и каматата стигнала до 5000 денари, каматата да се плати. Одредени други казни кои што стигнуваат по основа на концесија на земјиште или слично кои што го имат граѓаните и така натаму и така натаму. Целта е на ваквите законски решенија да ги избришеме каматите до крај и да им дадеме на рати да си го платат само главниот долг граѓаните. Од тука целта е до 10.000 денари, отприлика тоа е работната верзија, утре ќе ја знаеме конечно, да им дадеме на 6 рати, над 10.000 до 60.000 денари на 12 рати, над 60.000 денари само за главниот долг зборуваме, да биде тоа 24 рати и така натаму и така натаму. И верувам дека голем дел од граѓаните сакат да си го платат главниот долг. Но овие пусти камати кои што се многу често поголеми и од главниот долг, со сите трошоци кои што ги имат внатре и да сакат граѓаните немат од каде. Така да ќе им скинеме едно големо бреме, секако тоа само иницијатива која што доаѓа од вас, ние го формиравме во форма на закон, утре ако биде се окей ќе го објавиме во детали и владата ќе го пушти до парламентот. Апелирам до сите тоа се работи за сите граѓани подеднакво. Значи сите дали живеат во село или во град, во внатрешност или во главниот град, дали се роми, македонци, албанци, турци, за сите граѓани подеднакво ќе важи. Во самото законско решение даваме законска препорака и за приватните компании. Кај што е струјата, кај што е телефонот, кај што е, кредитите од банките, кај што постојат такви, за да можат со закон утврден репрограм кој што може да го прифатат и тие, верувам дека ќе се олеснат. Затоа што се случува? Сум бил и градоначалник, под мене било и комуналец Струмица. И сега комуналец Струмица има така и во другите јавни предпријатија, го зимам само како пример. Никој пат не може да ги наплатат овие долгови. И само им се трупат, и само се таложат. А граѓаните се со блокирани сметки. И не само тоа, извршувањето дошло да им биде до целата плата некој пат и на жената, или на мажот, па и на децата и слично. И тоа е еден бесконечен лавиринт, пекол од кој што тешко ќе излезат граѓаните. Јас верувам дека со едно вакво законско решение на кој што работиме многу, консултиравме стручњаци, експерти, аналитичари, зборувавме со Атком, зборувавме со секако вид на здруженија на предпријатија, со сериозните експерти кои што постојат во државната администрација и насекаде, ќе даде една ситуација која што ќе релаксира малку состојбата кај граѓаните во делот на социјалниот аспект на обврските кои што граѓаните ги имат према општеството, према државата или према општините или општинските институции или државните институции соодветно. Со самиот закон, со денот на донесување на законот, стапува на сила самиот закон и извршите постапки прекинуваат во исти момент. И тоа ќе им даде можност да самите комунални предпријатија, самите други јавни предпријатија, самите државни институции, органи и сите управи да направат веќе репрограми и на ново да ги отворат постапките, дали е пред извршител, нотар или слично. Но претходно ќе имат граѓаните можност на рати да се го регулираат долго. Целата оваа постапка верувам дека ќе биде од огромна помош за граѓаните. Втората варијанта која што разработуваме е исто така према извршителите, каде што разработуваме за гарантираната минимална помош со формулација која што се однесува на просечните плати и примања под просечни плати, на просечните пензии кои што сега се веќе 15.500 со новиот закон, кој што е веќе во собраниска процедура и ќе важи од 1 јануари, се надевам парламентот ќе го усвои, но и ќе важи исто така и за корисниците на семејни пензии, има деца корисници на семејни пензии, исто така ќе важи за хранителски семејства, за деца кои што посвојуваат, за семејства кои што посвојуваат деца и се хранителски семејства и слично, еден поширок опфат ќе опфатиме овде, каде што
не е возможно повеќе од 1/5 од платата да биде извршен. Значи само да биде до 1/5. Така да со извршителите и нотарите веќе донесовме законски решенија, ние на предлог на владата, вие парламентот, каде што донесувањето на законот наваму, секако тоа важи, назад за жал не можеше ретроактивно заради уставот да важи. Сега со овие нови дополнителни законски измени, имајќи ги во предвид дека правиме целосно бришење во постапка на долговите за струја од 100 милиони евра, кои што се помеѓу ЕВА и ЕСМ, целиот овој еден пакет верувам дека ќе им овозможи на граѓаните полесно да дишат. Така да може полесно да се справуваат со своите тешкоти во животот. Ова е една фер состојба, значи исконсултирани се дури доверителите, тоа се сите јавни институции, сите јавни управи, јавни предпријатија и слично за оваа постапка. Јас верувам дека треба сите да одржиме едно вакво законско решение. Значи може да тргнете од било кој аспект, граѓаните имат секаков вид на обврски кои што во секојдневието на нив и на нивните семејства се јавуваат. Ако ги тргнеме тие камати, јас верувам дека ќе имат посериозна можност да си ги подмируваат своите обврски.